Добро утро, секој утро се продолжуваме ние сега со прекрасна гостинка во нашето студио, Цветанка Макаровски, така, председател, како што кажавме, на Лизгачката федерација и шеф на мисијата на Зимските олимписки игри. Така. И меѓушките доловуваат атмосфера таква. Добре ни дојдовте. Добре ве најдов. Што би сакале да се напиете? Па може едно еспресо. Еспресо со задоволство, со шекерче или без шекер? Без. Без шекер, Да, бидејќи од Италија, така тоа е. Да, се надевам се дојдовте со преубави спомени од таму, со доживувања кои што сега ќе ни ги раскажете заедно со Сузе, а кога сме кај Лизгачката федерација, Сузе си имала предиспозиции, да ти кажам, за Лизгачка. Јас? Да. Прекрасна. И став, и елеганција, Може би ти и вака ме движење. доживуваш, јас мислам дека не сум баш добро сигурна вака да... Но би сум пробала била. со ролшуи, сум пробала со ролерки и ми се чини дека не би се snašla како лизгачка, да. Вака гледајќите како нели физиономијата, да. Може би Цеце ќе ни каже. Мене Цеце ќе ни сигурно не. каже. Одговара. Да, Нели? може, Во право ли сум? Да, во право си. Добра секако. проценка носа. Така е. Само што ми е малку доцна да почнем сега. Никогаш не е доцна, не знаеме Барем да што се не обидеме чека. да се забавуваме. Искрено да на ви мраз. кажам, јас не сум скијач, не скијам, а меѓутоа кога заминав сега на Зимската олимпијада, Ете. една таква желба добив да научам да скијам. Дури 3 пораки пратив дека на мои пријатели кои што се скијачи, реков мора да ме научите да скијам. Така да никогаш не. не. Да скијаш, ти Да. мене учиме да Може. лизгам. Може, да. Секоја вештина што ќе научиме е добра. Никогаш не е Не доцна, се за знае, нешто само желба да се има. Така е. Да, ајде да веруваме дека никогаш не е доцна и за ова наше, во Цеце и официјално добре ни дојде. Добре ве најдов. Верувам дека имаше време малку да се одмориш после долгиот пат од Милано. Да, патот беше долг, меѓутоа навистина не жалам за ниту една минута помината таму. Времето беше 15 дена, точно бевме во Милано со целата екипа и можем само да пренесам прекрасни впечатоци и можем само да кажам дека Олимпијадата е нешто што секој млад човек спортист треба да го доживее, бидејќи навистина нешто посебно и од аспект на организација, и од аспект да се доживее самата спортска атмосфера. Едноставно и да не сакаш да спортуваш кога си таму ќе посакаш да бидеш спортист. Така, колку члена броеше нашата делегација македонска? Така, 4 спортисти беа заедно со своите тренери, шефот на мисија и еден помошник и доктор, травматолог. Сакам да ги поздравам сите, сакам да им честитам на сите учесници кои што остварија норма за да учествуваат на овие олимписки игри. Резултатите кои што ги постигнаа се одраз на нивната макутрпна работа, меѓутоа пред се на условите кои што ги имаме за овие зимски спортови. Меѓутоа не се губи надежта дека во иднина понатаму некои млади спортисти, некои идни генерации ќе го преземат приматот и навистина ќе направат пред се можности да овој зимските спортови пред се, пошто јас доаѓам од зимските спортови, тука најмногу можам да ги кажам условите. Навистина е жално што нема доволно услови за да се спортуваат зимските спортови. За жал, да. Кафенцето ни е готово. Кафенцето е готово. Ете, Еве, исто од срце како подготвено во во Италија. Милано. Ви благодарам многу. Да. Без шекер, еспресо, кратко. Нека ви Така. е пријатно пиењето и на здравје. Благодарам. Имавте ли прилика да го доживеете онај италијански дух, онај италијански шмек? Доста дена бевте таму. Имавте ли прилика малку да се Апсолутно. прошетате? Апсолутно. Значи, ние бевме во постојано во движење. Морам да кажам дека овие олимписки игри, за разлика од сите други кои што се организирани, не беа стационирани на едно место, значи во едно големо олимписко село, него беше во 4 града, во Кортина, Милано, Предазо, Бурмио. И имаше 2 олимписки огна, едниот беше во исто време се палеа. Можевте да видите на отварањето на неколку локации се представуваше. Спектакуларно, прекрасно, незаборавно беше. Прекрасно, вистина. меѓутоа сега повторно да треба да заминам, не би заминала во Милано. Би заминала повторно во Кортина, тимот беше во Кортина, мојот тим беше во Кортина. И тоа што можам да го кажам дека италијаните на вистина беа на ниво на задачата. Во ниту еден момент не се почувствувавме како аутсайдери, во ниту еден момент нашата земја не беше ставена, Македонија не, на вистина знае каде сме. Ќе ви кажам една интересна анегдота на заминување, една од госпогите кои што ни испраќа, пошто верувајте од моментот кога почнуваат до моментот на затворањето постојано има луѓе кои што се околу нас, кои што ни помагаат, кои што следат се што ни е потребно.
И веќе последните денови некаде од 16 ти почнува и некој заминување на тимовите кои што завршиле со своите надпревари. И на аеродромот во Милано не причека една госпоѓа која што ме замоли да даде македонско знаме, пошто многу и се допаднало. Јас ископав во куферот, не беа се уште чекирани картите. И го дадов знамето, толку жената пријатно ме изгушка. Вие не знаете со каква љубов. Ви благодарам. Дури сите се чудеа зошто, меѓутоа ние не си го почитуваме нашето. Сите останати не почитуваат. Тоа јас што го добив впечаток дури во Кортина, која што е навистина монденски град, кој што навистина изобилува со едни богати, не само природа, него и луѓето се богати таму, дури имотите се богати. Тоа се забележува. Да. Во секој момент застануваа да не прашаат, Македонија, колку сте, што се надпреварувате, па се сликаат со нас и така натаму, значи на вистина се почувствувавме како дом. Браво. Драго ми е што понесовте убави, позитивни искуства назад. Верувам дека тоа се и драгоцени искуства за четворицата млади спортисти. Констатиравме дека, за жал, во нашата земја и нема многу услови за развивање на зимските спортови, но ова беше многу голема лекција за нив. Како на крајот сите тоа го резимира и го сублимира како искуство? Верувам дека не биле разочарани од своите постигнати резултати. Знаете, како тие си ги знаат своите можности, тоа не е спортот, еве и како и нашиот уметничкото лизгање, ние точно знаеме каде сме и со кои услови настапуваме, располагаме. Тие што се разочарани е нашата јавност. Меѓутоа не знам зошто. Ние секогаш сме разочарани. Да. Ние и во најдруги ситуации кога сме имале прилики да бидеме горди на нашите спортисти во колективните спортови и во поединечните спортови, ние секогаш наоѓаме можност да им судиме, да негодуваме и наместо да ги охрабриме, тогаш ги напаѓаме или покажуваме разочараност, за жал. Тие си постигнаа она за што беа поидени, ги подобрија своите лични резултати. Што е многу важно. Да, што е многу важно, да. Во услови кога навистина тренираат само надвор, немаат услови кај нас да тренираат, значи тука морам да кажам дека имав една ситуација во која што нели нормално јас како председател на федерацијата барам услови, тоа е затворено лизгалиште не само за нашиот спорт, него и за хокеот и карлингот и брзото лизгање. И скијањето со вештачки снег. Така, и скијањето со вештачки снег. И ми се кажа дека тоа е луксус. Дека е луксус во сегашно време да се гради еден таков објект, меѓутоа јас ќе кажам дека, повторно ќе кажам, дека луксус е средствата кои што ги одливаме надвор. Пошто овие не се ефтини спортови. Да. Значи, ако вие 200 дена тренирате надвор, тоа се средства кои што се трошат во Италија, во Франција, таму каде што има снег. Тоа се, значи, средства кои што се одливаат надвор, наместо да останат тука, наместо да се разбива спортски туризам, наместо да се отворат катедри на факултетот за физичка култура за овие спортови, наместо сите да доаѓаат кај нас да тренираат, ние одиме надвор, ги одливаме парите и тоа не е луксус, а луксус е да се направи еден спортски центар кој што навистина ќе привлече и рекреативци, ќе привлече и спортисти, ќе привлече и спортисти од другите земји. Има многу, еве ќе ви кажам пример, ние во Кранево тренираме, тоа е еден спортски објект со лизгалиште со отворен базен, кој што е приватна инвестиција на Русија од времето. Не можеме термин да најдеме. Значи лизгате и после лизгање одите на море. Човекот инвестирал, направил одличен центар и летно време не можете да најдете термин за тренирање. Ние како да сакаме да живееме во сивилото, во прљавото, во неубавото, ние сакаме да има повеќе коцкарници, повеќе овие како се викаат за брзи пари, ние сакаме нашите млади да одат надвор, па тука нема перспектива. Има, меѓутоа не сакаме да ми ја понудиме. Знаете што ми е најчудно, Суза, најчудното ми од се, ги имаме оние планински предели како Попова шапка и Маврово и гледаме дечиња од мали нозе кои што пројавуваат желба за скијање и ги има во толку многу голем број. Има гужви по скијачките центри, меѓутоа само кога имаме неколку дена снег, еве тие што имаат и покажуваат талент, не им се овозможува да се го доградат, нели, понатаму во текот на животот, затоа што само еден период во годината може да тренираат. Така е.
А оние кои што немаат услови да заминат надвор, тоа веќе да не правиме не планското работење, уништување на природата, едноставно немањето а да немаме скијачи, да имаме планински предели, нема логика, нели? Еве верувајте во делот кај што бевме ние, значи тоа е делот од Алпите, североисточна Италија, Кортина и Предазо и Бурмио. Не постои селце кој што нема скијачки центар. Значи, возите по патот и над вас има мрежа која што треба да спречи ако падне некаква опрема. Значи, тука не станува збор дали луѓето ќе скијаат, дали ќе спортуваат. Имате повозрасни луѓе кои што си пешачат со скии, например. Да. Имате од мали... Значи, постојано имаше гужва, без оглед што имаше надпревари. Ајде тие се на зимски предели, австралијанката која што е во меѓу првите во скијање. Да. Што каде тренира таа? Да, ние сега се вадиме на тоа дека сме ние јужна земја. Да. Значи, да, во ред е, меѓутоа ние имаме таленти и тоа покажува, бидејќи со тоа малку што го имаме, ние постигнуваме резултати. Меѓутоа, не ги знаат нашите спортисти, ние не си ги цениме нашите спортисти. Да, просто и многумина и не знаат дека во моментов има можност за уметничко лизгање, да се рекреативно да се занимаваат со уметничко лизгање. Јас дури кога споделив со некои мои пријателки дека ќе ни гостува шефот на мисијата на Зимските олимписки игри, дека се случува за неколку дена ќе се случува и државно првенство во уметничко лизгање во нашиот град, ми велат од каде уметничко лизгање во нашиот град, дури не беа ни свесни дека не сум во заблуда. На кој ранг е во моментов уметничкото лизгање и колку е атрактивно за нашите млади генерации? Пред 10 години, кога започнавме со приказната уметничко лизгање посериозно во Македонија, јас како член тогаш на управен одбор, инсистирав да се започне со организација на национално првенство и меѓународен надпревар. Тоа беше примено со скепса дека како тоа ние не можеме тоа да го направиме, меѓутоа морам да кажам дека со поддршка на одредени луѓе во управниот одбор ме поттикна и реков ќе го направиме. И навистина сум горда што оваа година е по 10-ти пат. 10-ка јубилејна. Издржавме, успеавме со сите предизвици, со сето она што значи организација, меѓународни суди, сепак се работи за организација која што во 2 дена треба да го изградиме тоа да личи. Значи, ја не велам дека не, навистина имаме голема поддршка од спортскиот центар Борис Трајковски, тоа лизгалиште е сосема коректно за рекреација. Меѓутоа, тоа што нас не треба како организација за меѓународен надпревар и национално првенство бара одредени модификации на самиот простор. И други стандарди. Да, други стандарди и тоа успеваме да го направиме. Веќе имаме искуство, меѓутоа не сме комотни, пошто секогаш може нешто да ни изненади, секогаш може нешто неочекувано да се случи. На кој ниво сме? Одиме чекор по чекор во освестување на јавноста дека постои овој спорт. Постојано имаме барања кога трае сезоната за нови членови за уписи и така натаму, што за мене е одлично. Меѓутоа тоа што не е добро, што таман ќе стигнеме до моментот да навистина луѓето сватат, пошто имаме празници, па нови години, па зимски распусти, луѓето некако, што е нормално, се занимаваат со одредени своји лични работи. Кога ќе дојде моментот да е државното првенство, националниот, меѓународниот надпревар, тогаш луѓето, да, имаме уметничко лизгање, ама тогаш нас не завршува сезоната, пошто е отворено лизгалиште и губиме дел од членството, остануваат само најупорните. И секоја година некако успеваме да добиеме уште по некој нов член, меѓутоа тоа не е доволно. Пошто знаете како кога имате масовност, можете да изберете квалитет. Да. А ние постојано го имаме тој проблем. Бараме масовност за да добиеме финансиски средства, а од друга страна ја губиме масовноста, бидејќи нема спорт со кој што вие можете 3 месеци се занимавате професионално. Со оглед на тоа дека Суза се извинувам, не е непознат, нели, како што кажавме, толку многу спорт кај нас, еве и до ден денес можеби некој се чуди од каде ние уметничко лизгање. Јас морам да го поставам прашањето, да, од каде? Кој се квалификуваше за уметничкото лизгање за да го донесе тука во Македонија? И тоа е приказна пред јас да бидам вклучена во сето ова. Претходната влада ми се чини примерот Груевски, донеле одлука да се направи лизгалиште и да се донесат врвни тренери по уметничко лизгање по хокеј. И започнале така што наместо мраз ставиле пластика, некои пластични панели кои што се некаква замена, меѓутоа тоа не е за спорт.
и донеле на вистина тренери по хоки по уметничко лизгање. Со хокеот не прифатиле луѓето да тренираат на пластика. Тренерот по уметничко лизгање од Србија прифатила да работи на пластика, за да многу, пошто имало голем интерес, некои 120 на деца имало тогаш. И така почнува да, приказната. 2011 година треба да е тоа. Значи сепак со донесени од надвор. Да, донесени, значи сепак имало поддршка од владата. Ние не можеме да избегаме од тоа што значи поддршка на владата. Значи во низин ранг е и јавниот интерес во спортот. Да. И така започнало. Да. Интересно. Да, одлично. Убаво и да се навратиме на годините наназад, можеби и да ги покажеме или прикажеме кои биле најдобрите години во овие 10 години од како си ти во приказната. Кои биле најуспешни години за нашите лизгачи? Некако почетоците беа така малку со поголем ентузијазам. Мислевме дека на вистина ќе стигнеме на европско првенство. Стварно очекувањата беа големи. Јас кога дојдов на функцијата го донесов еден од најголемите светски познавачи во овој спорт, Алексеј Мишин, кој што дојде кај нас на 5 дена да направи обсервација на тоа што нас не треба, на тоа што сме ние. Тоа што ме изненади, првата работа што кажа, вас ви треба лизгалиште. Мислам, тука не стануваше збор дека првата точка е тоа. Тоа што јас бев изненадена што тој избра 5 деца кои што рече дека се одлични и дека тогаш и беа мали. Значи овој спорт е спорт со кој што се почнува на некој 5,5 годишна возраст. На вистина се мали, а имаат толку се спремни, толку се подготвени, толку се одговорни, сакаат, значи не прават проблем за ништо. И дури едно од девојчињата тогаш го повика да тренира кај него во неговиот клуб без финансиска доплата. Нели секако требаше да се најде смештај, родителите во таа прилика се откажаа од причина што знаете како, кога им се занимавате со врвен спорт, треба да одлучите дали ќе имате дете или спортист. Апсолутно. Така и тоа е нешто што мене ме охрабрува дека ние на вистина имаме талент. Да, ние немаме традиција, тоа е факт, меѓутоа ние можеме да имаме иднина во овој спорт ако имаме услови. Одлично. 6 март е датумот на кој се отвара 6 и 7 државното првенство и во однос одбележува и 10 години од федерацијата. 10 години од федерацијата беше минатата година. А оваа година ни е 10 години од овој надпревар, како го организираме. Како сме организирани по овој план? Одлично сме организирани. Јас пред да заменам во Италија се дадов задача да завршам 99% од работите, пошто на вистина е патот долг, имав таму обврски, не сакав да оставам на случајност. Сепак се работи за една организација која што со години соработувам со компании кои што се наши подржувачи, кои што веднаш знаеа, ни излегува во пресред. Навистина немав никаков проблем, судиите се веќе договорени, имаме почнуваат пријавите. Оваа година ќе имаме гости од Бугарија, од Хрватска, од Грција, од Италија и од Македонија, секој и од Србија. Очекуваме на 120 надпреварувачи. Нашите надпреварувачи се подготвени, сега имаат на некој начин контролен надпревар, одат во Нови Сад на надпревар на 28 и на 1 март. Потоа уште една недела да се подготвиме и се надевам дека на вистина ќе уживаат сите. Верувам дека ќе бидат успешни и дека убаво ќе се представат себе си и нашата земја. Цеце, голема благодарност што ова утро дојде да ни споделиш дел од импресиите од зимските олимписки игри, како и да ги најавиме престојните активности на Федерацијата за лизгање. Секоја чест за посветеноста, за професионалноста и за времето кое го вложуваш и со некој следен настан се гледаме повторно. Да, ти благодарам и на тебе што исто така на овој надпревар ќе не поддржите со вашиот хор Фрида, што особено ми е чест задоволство да бидете дел од отварањето на овој надпревар. Браво, Сузе. Одлично. Ма нема кај не нема. Ама и треба да ве има такви прекрасни дами. Катерина Вит, ја обожавав многу. На времето беше моја омилена лизгачка, не знам ваша? Да, и јас. Исто ли? Да. 60 години има сега, ја следам и едноставно јас се воодушевував, а не од руско потекло, германка. Така. Благодарам многу.